Так. Кој тропа пак? Марија, незиниот помал брат Иво и нивните родители го искористија неделното претплатне за кратка прошетка по ридот, кој се наоѓаше веднаш над нивната населба. Одеа по патеката и уживаа во чистиот воздух, но и во пролетните бои на природата. Марија трчаше по пеперутките кои летаа над цветовите, а Иво по една голема црна бубачка која правеше Тој и се воодушевуваше, но и се чудеше како може да зуи. Со крилјата, му објасни татко му. Ова е бумбар, најгласниот и најголемиот меѓу бубачките. Во меѓувреме Марија застана и како да се обидуваше да слушне нешто друго. Го слушате ли ова? Ги начули ушите. Сите застанаа да слушнат поубаво. Што треба да слушнеме? Праша мајка й. Марија се обиде точно да им каже каков звук слуша. Так. Па пауза. И повторно. Постојано го слушам овој звук, рече. Сите повторно застанаа. Не се слуша убаво. Да продолжиме понатаму, можеби појасно ќе слушнеме, предложи татко й. Марија, имаш уши како зајак, само ти го слушаш тој звук, се смееше брати. Продолжија да пешачат. Како што се движеа, Марија слушаше се погласно и почисто. Так. Ете, го слушате ли сега пак исто? Так, пак ќе застане и повторно почнува, рече Марија. Овој пат слушнаа сите. Да, сега почисто се слуша. Тоа е клукај дрвец, се сети мајка й. Клука во дрвото и прави дупка во него. Таму ќе биде гнездото на неговото семејство, објаснуваше татко й. Може ли да го побараме? Сакам да го видам, предложи Иво. Хајде да го следиме звукот. Може, ама се додека одиме по патекава, прифати мајка му. Марија и Иво ги следеа звуците внимателно. За цела среќа, звукот, кој сега беше многу силен, доаѓаше од едно дрво кое можеа да го видат без да се приближат премногу. Так, ечеше насекаде. Тишина, да не го уплашиме, му шепна Марија на Иво. Ене го, радосно покажа Иво, здогледувајќи го малиот црно-бел клукајдрвец со црвена точка на главата. Занесено клукаше во дрвото, а звукот одекнуваше како ехо низ целата шума. Мислам дека беше доста. Так. Многу е гласен. Ајде да одиме, се пожали Иво. Како во главата да ми чука. Сите четворица продолжија понатаму по патеката. Како што се оддалечуваа, звукот на клукај дрвецот се помалку се слушаше. А клукај дрвецот продолжи да си клука во дрвото, правејќи дом за своето семејство.